Добре дојдовте во темата на неделата на Слободна Европа. Во следниве минути, преку нашиот видео избор, ви го презентираме и светот на Македонија. Овој пат на тема младите во регионот и нивните битки за исправање на некои состојби во општеството. Примери од Босна, Србија, Косово, Грција, каде што главно студенти и млади го креваат својот глас и помалку или повеќе успешно успеваат да издействуваат некакви бенефиции за себе или пак за општеството во целина. На младите останува светот, младите се иднината, младите се авангардата на едно општество. Вакви и слични пароли има стотици, но каква е актуелната реалност, барем на Балканот? Се потешки услови за едукација, се поголеми трошоци за студирање, минимални шанси за пристојна работа, извртени морални и општествени вредности. Најголемиот дел од невработените се млади и се повеќе се истиснати на маргините во општеството, па стануваат апатични. Во некои од соседните земји сепак младите решаваат од време на време да го кренат гласот против некои состојби кои не им се допаѓаат, се обидуваат да сменат нешто. Некогаш успеваат, како на пример на почетокот на годинава на Косово. По извештаите дека ректорот на Универзитетот во Приштина Ибрахим Гаши на нечесен начин се стекнал со докторат, студентите започнаа протести со барање за оставка на ректорот и преиспитување на сите академски титули на универзитетот. Дојде и до судири со полицијата која со солзавец ги растеруваше. Сепак на 8 септември ректорот Гаши и уште 5 проректори си поднесоа оставки. Овој случај стигна и во парламентот на Косово, а косовската влада мораше да превземе мерки за измени и дополнување на законот за високо образование, односно да создаде законски рамки за деполитизација на универзитетот. Деновиве пак студентите во Србија водат битка против усвоените измени во законот за високо образование. Протестираа низ повеќе градови во Србија против, како што велат, постојаното менување на условите за студирање со што ним постојано им се отежнува и им се зголемуваат трошоците. Студентите не отстапуваат и преговараат со надлежните во Министерството за образование, иако тоа тврди дека е предоцна, бидејќи измените веќе биле усвоени. Студентските организации здружени бараат да започне да се изготвува нов закон за високо образование со нивно учество. Во спротивно, ќе ги продолжат протестите. Младите во Босна и Херцеговина решија пред општите избори во земјата што се одржаа во неделата на идните власти да им го свртат вниманието кон нивните проблеми и приоритети. Колку ќе имаат слух политичарите и новите функционери ќе видиме, но сепак заслужува внимание нивната иницијатива и креативност. Имено во Сараево беше промовирана акција наречена 50 приоритети на младите за новите власти. Станува збор за барања што ги формулираа околу 300 млади активисти од околу 60 градови во Босна и Херцеговина. Според нив приоритети се вработувањата за младите, образование, поддршка на учеството на младите во општеството и организирање на слободното време. Своите барања тие не ги искажуваа низ протести, туку низ музика и танц, со што го привлекуваа вниманието на јавноста. Мирно почнаа и протестите на младите во Атина, Грција, во минатиот месец по повод годишнината од смртта на раперот Павлос Фисас, кој беше убиен од страна на симпатизер на крајно десничарската партија Златна Зора, но завршија со судири со полицијата. Токму масовните протести на младите по смртта на Фисас минатата година го свртеа вниманието на јавноста врз проблемот со екстремизмот на партијата Златна Зора, која се најде под истрага, а нејзиниот лидер и неколкумина пратеници завршија во затвор. Младите грци со минатомесечните протести потсетија дека нема да отстапат во битката против, како што велат, неонацистите. За нас овој протест не е доволен. Сакаме да покренеме антифашистичко движење со што ќе обезбедиме убијците на Фисас, но и на многумина имигранти да не останат неказнети. Тоа беше прилогот од студиото во Прага. Нашиот неделен видео избор го продолжуваме со информација и реакција на истата тема од Скопје. Во Македонија се чини дека младите се најпасивни.
Или се име во ред, или чекаат некој друг да се избори за нивните права. Или пак, политиката успеа дел од нив да ги претвори во партиски послушници, а останатите неми посматрачи. Само во Скопје на студентите секогаш им е потаман. Неколкуте протести или обиди за протести не добиваат на масовност без разлика на барањата. Единствените масовни студентски протести се одржаа во 1997 година на националистичка основа, односно против воведувањето албански јазик на Педагошката академија во Скопје. Студентите на Универзитетот Свети Кирил и Методи што ги анкетиравме се скептични дека во Скопје може да се организираат студентски протести за што бил. Бидејќи ми се чини дека овие студентски движења кои што во последно време се појавуваат се онака баш партиски инструменти, без разлика дали на едните или на другите, и ми се чини дека не можеме да најдеме никаков не можеме да се најдеме на едно место за да излеземе сите заедно. Ние немаме потреба, не знам, за други не може да кажем. Се бунат за се и се што, и кога дое време, например, да се протестира, никад не искачат. Ке се направи протест, ама со 5 души. Очекуваат некој друг да им менја, да им го реши проблемот. Студентите нема, гледам дека е све регуларно во факултетот, да кажувам на државен факултет, све е регуларно за сега. Нешто протести нема за што да правиме за протести. Поранешниот председател на студентскиот парламент на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје Самуил Малчевски вели дека е потребна темелна промена на образовниот систем и закон за студентско организирање, кој ќе пропише минимум критериуми кој се ќе може да биде и да раководи со студентските организации. Постојат два клучни проблеми. Првиот проблем е лошиот образовен систем кој што место да гради индивидуи, за жал гради горди послушници. А вториот проблем е пасивноста на студентските организации. Наместо да застанат и да ги застапуваат интересите на студентите, за жал тераат лични интереси. Стефан Алексич од Младинскиот образовен форум пак вели дека причината за студентската, но и не само студентска пасивност во Македонија треба да се бара во огромната доверба во институциите што ја имаат граѓаните на Македонија. Сите наши акции потекнуваат и размислуваат идат преку институциите. Дури и нашата независност, ако видите, имаме добиена на институционален начин, додека за разлика од другите држави од XU, има добиено на друг начин. Така да верувам дека ние имаме огромна доверба во системот и секогаш што очекуваме системот да ни даде нас нешто, да ни даде тоа што нас ни припаѓа, без разлика дали знаеме ние си побараме што нас ни припаѓа и да си го земеме назад. Viva Academia, viva profesores. Кога пред 3,5 години универзитетските професори излегоа на протест за одбрана на автономијата на универзитетот, студентите, организирани од студентскиот парламент, излегоа на контрапротести за поддршка на владиниот предлог за измени на законот за високо образование, иако некои од нив не знаеа за какви промени станува збор. А зошто протестирате? Ни знаете да ни кажете кои измени точно ви се допаѓаат во предлог законот? И тоа беше се во овој видеоизбор во кој ви го презентираме светот на Македонија. Следете не повторно на slobodnaevropa.mk и наредната недела.